Јавноста со денови е бомбардирана со информации кои фрлат сериозен сумнеж за договорите за изградба на коридорите 8 и 10Д за можни сериозни злоупотреби преку криминал и корупција. Сепак од обвинителството за Алфа велат дека засега само ги следеле тврдењата за сомнителни сделки и бараат секој кој има какви било докази да ги достави до нив. Засега не отвараат предмет под допрен глас. Јавното обвинителство ги следи сите информации и докази. Доколку бидат утврдени елементи на кривично дело, ќе биде поведена соодветна постапка. Воедно сите субјекти кои имаат информации или докази за сторено кривично дело, имаат обврска тоа да го пријава до надлежното обвинителство. До овој момент до обвинителството не е доставена кривична пријава со такви наводи. Антикорупционерите веќе оформиле предмет по кој тврдат се постапувало. Државната комисија за спречување корупција има оформено предмет по добиена пријава. Предметот, согласно соделовникот за работа на ДКСК, е распределен на член на комисијата и постапувањето по истиот е во тек. Антикорупцијската комисија уште пред 2 години силно се спротистави на начинот на кој се договори изградбата на овие делници. За да го заобиколи законот за јавни набавки, собранието донесе сосема нов закон кој дозволи договорот да биде склучен во 4 очи. Антикорупционерите ова го успорија пред Уставниот суд, но тој не поведе постапка. Проектот тежок над 1,3 милиарди евра беше доделен на американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, како и надзорот вреден на 22 милиони. Првиот обид за избор на надзор не беше успешен откако фирмата која беше избрана подоцна беше поврзана со руски бизнисмени. Во вториот обид победи компанија која се поврзува со корупцијски скандали. Проектот предвидува реализација на уште 4 автопатски делници на коридорот 8, до изградба на автопатот Тетово-Гостивар, изградба на автопатот Гостивар до Кичево и од Требениште преку Струга до граничниот премин Ќафасан, како изградба на делница од Прилеп до Битола.